Ако Европската Унија даде гаранции дека заштитата на правата на македонските бугари ќе стане дел од преговарачката рамка, само тогаш може да дојде до деблокада на македонските интеграции. По бугарските функционери известувачот за Македонија во Европскиот парламент Илхан Кјучук, наместо да застане на наша страна, поставува ултиматуми во очи на самитот на 30 јуни. Не само што наметнува нови барања, Кјучук најавува и дека додека се одржи меѓувладина седница, ќе поминат 2 години. Ако за тоа се најде европско решение, ако самата Европска комисија даде гаранции за почитување на човековите права и слободи, би рекол дека може да се оди напред. Европската Унија треба да гарантира дека постои механизам за следење на човековите права. Зборуваме за давање зелено светло, свикување на првата меѓувладина конференција. Веројатно ќе бидат потребни 2 години помеѓу овој процес и отворањето на првото поглавје за новата методологија. Но не била само Бугарија таа која го блокира процесот и наметнува што да стане дел од преговарачката рамка. И други земји членки на Унијата се уште размислувале што да прифатат да бидат услови за почнување на преговорите. Иако Османи ова го потврди, сепак вели дека не може да каже кои се тие држави и побрза да се оправда оти топката сега била во рацете на Софија и Брисел. Во оваа фаза се уште има разлики помеѓу земјите членки по однос на што треба да стои во преговарачката рамка. Се разбира, се уште не е стигнат кај нас предлог, текст на преговарачка рамка, освен тој на комисијата, затоа што треба они прво да се усогласат. Тоа се прашања кои што се разговараат во овој процес. Не можам нашите позиции да ги кажам тука јавно, затоа што ги презентираме на маса. По прашањето на Уставот, јас веќе во неколку наврати сум кажал дека ние сме спремни, но прашањето на имплементација на процесот е прашање кое што се разговара. Македонскиот шеф на дипломатијата не бил сигурен дека до јуни може да добиеме датум, па вината и одговорноста ќе била во Бугарија и во Европската Унија. Но литванскиот шеф на дипломатијата, која е во посета на Македонија, се надева оти до 30 јуни ќе има позитивни резултати, но потенцира дека не може ниту една земја да го држи процесот на преговори во заложништво. Ниедна земја не може да го држи целиот пристапен процес, целиот принцип на политиката на отворени врати во заложништво. И ако сакаме да обезбедиме нашите заложби да бидат искрени и кредибилни, мора да продолжиме напред. И во вакви услови, кога и повеќе од очигледно дека Брисел се вклучува во процесот на разговори меѓу Скопје и Софија, Османи не сакаше да открие која била целта на посетата на еврокомесарот Оливер Вархеј. Вели дошол со конструктивни размислувања, но овој момент не може да ги каже јавно.